Версус со Горан Лалов. Гледате Версус, добро вечер. На неколку статуси се потпиша како човекот кој не се бореше за ваква Македонија и човекот кој што не даде парче бел дроб за ваква Македонија. Командант на војниот конфликт во 2001-та, начело и можеби предводник во оваа борба за слобода во сосема поинаква смисла. Генерал Стојан Ангелов, добро вечер, добре дојдовте во Версус. Добро вечер, добро ве најдов. Генерале, македонците и албанците заедно против криминалците. Тоа ли е геслото на оваа политичка борба што се води во моментов? Тоа е само еден од сегментите. Овој пат оваа борба сакаме да ја направиме надверска, надетничка и надпартиска, бидејќи се работи за Македонија. Истата онаа Македонија за која што ние во 2001 година се боревме. Истата онаа Македонија за која некој од нас загина, некој од нас дадоа делови од своите тела. Но како што рековте вие во најавата, ние, македонските брнители од 2001 година, не се боревме за ваква Македонија. Македонија во која ќе владее стравот. Македонија во која ќе владее омразата. Македонија во која ќе владее еден суров режим. Сега противниците сака да ви препишат дека ќе коалицирате и со УЧК само за да срушите актуелната власт. И беше изваден и дел од вашата реплика на новинарот Латас, на еден негов коментар. На кого рековте реплика на? На Латас. Беше изваден на Латас може, немојте да го нарекувате новинар, Латас е пропагандист, Латас е се само не е новинар. Токму така, јас одговорив во една кратка колумна на неговиот напад кон мене, тие извадоа вон контекст една реченица, која што е на крајот на мојот текст и која што во себе има една голема символика, и токму таа реченица ја вртеа на нивните медиуми, на Канал 5 Сител и на МРТ, обидувајќи се од мене да направат предавник на македонскиот народ. Истите оние кои што со командата на УЧК се во нераздвојлива, нераскинлива врска, јас би рекол и политичка љубов, повеќе од 7 години. Со кого е во коалиција Никола Груевски? Никола Груевски со главниот командант на УЧК, Али Ахмети. Благодарение на командантите од УЧК, ВМРО ДПМН е на власт. Токму Никола Груевски стави командант на УЧК за министер за одбрана и оваа теза е многу тенка. Но јас би сакал ексклузивно на вашите гледачи и воопшто на целата македонска јавност да соопштам зошто се случи овој напад и зошто одговорот од моја страна беше токму таков. Информации кои што ги добив од неколку извори, независни едни од други, зборуваат за одредена група од 5-60 луѓе, можеби поголема, на екстремни албанци кои што се наоѓаат во Кумановско-Липковскиот регион, облечени во униформи на УЧК. Овие луѓе имаа за задача да предизвикат повторно некаков меѓуетнички судир, некаков од 2001 година. Нивната цел беше едноставна, да нападнат некаде, да убијат неколку припадници на безбедносните сили или можеби цивили. Ова информација ја добив пред 10 дена, потом ја потврдија неколку извори независно. Јас го знаев сценариото кое се подготвува. Кога ја слушнав најавата дека Ангелов и Заев, заедно со исламски фундаменталисти, подготвуваат крвава граѓанска војна во Македонија, мене тогаш ми стана јасно. Целта беше луѓе кои што се платеници, тоа не се луѓе од УЧК, не се луѓе кои што работат за албанската куза. Платеници кои што за пари требаше да направат одредено крваво сценарио кое што ќе ги зголемеше меѓуетничките тензии и ќе го пренасочеше вниманието од бомбите. Тогаш никој немаше да ги слуша бомбите на Заев. Сите ќе беа насочени кон потенцијалните убиства кои што ќе се слуша. Знаејќи го ова, ја дораспитав до крај ситуацијата и сватив дека мораме да реагираме. Затоа и излегов со таа моја изјава, заедно со дебатата со Абедин Зумбери и со процесот кој што не само што го започнав, туку храбро ќе продолжам да го водам. Процесот на помирување помеѓу македонците и албанците. Иако до некаде тој е завршен, ние треба да го довршиме. На тој начин ние осуетивме намерата. И јас и Абедин Зумбери на ТВ дебатата во Алсат бевме децидни дека нема опасност од нов меѓуетнички конфликт. Нема енергија од двете страни. Да не забораваме дека ние во 2001 година едва извршивме мобилизација на одреден број на бранители, еден добар дел се криеја и тоа не само во Западна Македонија или во Скопје, се криеја и во Кочани и во Штипи, насекаде луѓето на различни начини ги избегнува поканите за мобилизација. Денес, после сето оно што го преживеавме ние бранителите, моралот е навистина низок. Не дај Боже да има потреба
од повторна одбрана на државата, пак ја ќе бидам прв кој што ќе се јави. Но прво ќе расчистам со оние политичари кои што извршија низ за предавства во овој период, а потоа ќе се бориме за државата. Но јас сметам дека времето на војни наследства е завршено. За среќа, истото го мислат и релевантните фактори од другата страна, кои што биле ВУЧК. Веруете дека и ВУЧК нема никаква волја за војување. Така што нема можност за меѓуетнички судир и овој филм нема да и успее да предизвикат одредени убиства, како што имавме пред неколку години едно гнасно и крваво убиство, за да се одвлече вниманието на јавноста во друга насока. Ние тоа не го дозволивме. Тоа значи дека нема опасност од бомбата која што се однесува на масакрот кај Смилковското езеро. Јас таа бомба не ја знам доколку има вистина во она што можевме да го слушнеме во медиумите. Значи немам информации за содржината. Треба да се плашат властодржците, односно оние креатори на режимот и луѓето кои што го држуваат овој режим во живот. Тоа е Никола Груевски, Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска и така натака. Тесното раководство на ВМРО ДПМН. Јас не гледам било каква содржина да има таа бомба, опасност од меѓуетнички судир, бидејќи не се криви македонците, доколку се случило нешто поинаку од она што беше пласирано во јавноста. Сега нема опасност на тој начин, ја рушите целата аргументација на власта дека во заднината на оваа вештачки создадена политичка криза стои токму тоа, дестабилизација на државата. Значи нивниот обид беше многу вешт воден од нивните пиар мајстори, кои што видовме всушност и кои се тие пиар мајстори, додека ние мислевме дека стојат агенција од странство и најголем пиар мајстор излезе Јанкуловски и Ставревски додека си прикажуваат по телефон. Тие не убедуваат дека СДСМ подготвува сценарио исто како во 2001 година. Значи јас сум згрозен од ваквото тврдење. Со таа разлика што овој пат нема да и успее. Јас сум згрозен од тоа. Прво, во 2001 година СДСМ не предизвика никаква војна. Албанците се спремаа, се извинувам, екстремните албанци се спремаа за оваа војна години наназад. Ние во безбедносните сили, јас би рекол што 98 имавме сигурни информации. Ние 99 година имавме ранет човек, Сашо Величковски, кој што можевте да го видите и на една пресконференција, поради тоа што во нечесна конотација го спомна токму Јанкуловска. 99 година тој е ранет од противпешадиска распрснувачка мина. Значи УЧК со години наназад го подготвуваше војниот конфликт и нападнаа во 2001 година, почетокот на 2001 година. Тоа дека СДСМ направила војна за да дојде на власт, мене ми е едно од најсмешните тврдења кои што сум ги слушнал, но тие со нивната пиар стратегија и со контролирање на неколкуте клучни медиуми во државата, одеа на таа линија, па кој поверува. Тие беа свесни дека мнозинството граѓани нема да поверуваат, а целта беше токму мене и Зоран Заев да не обвинат, заедно со исламските фундаменталисти, како креатори. Сега, кога јас и го избив овој аргумент од рака, бидејќи е провидно е сценариото. Од друга страна, нека не подценуват. Јас имам во овој момент подобра мрежа во државна безбедност со Сашо Мијалков, бидејќи додека тие се заинтересирани за следење на политичките непријатели, тие нас не сметат за политички непријатели и за економски криминал, за крадење на пари од народот. Јас луѓето кои што ги познавам од службите за безбедност ги користам за она што е намената, да ми дават важни информации тогаш кога тоа ќе биде најпотребно. Кога го избивме тој аргумент, тие во паника, бидејќи знаат дека ја губат власта, се обидуваат да ја надоградат тезата, сега еве јас со УЧК ќе сум напаѓал. Нити УЧК ќе нападне, нити некој друг. Сега пак таа соработка со странските служби, велите дека имате информации. Не реков странски служби. Вие знаете ли дека јас во достоинство имам полемизирам со аргументите на власта. Така. Странските служби кои што се уште мистифицирани, но во некои анализи може да се сретне дека Америка повторно може да ни ги сосне албанците. Значи целата оваа теза со странски служби е навистина смешна. Да дообјаснам, јас информациите ги земам од патриоти македонци кои што работеле или се уште работат во службите за безбедност, значи во државна безбедност, во военото контраразузнавање, во агенцијата за разузнавање. Секаде имам мои луѓе, пријатели по разни основи. Со некој заедно сум учел факултет. Јас со директорот на агенцијата за разузнавање бев неразделен. Добро, значи тоа дека целосно ги исклучувате влијанието геополитичко на големите сили. Јас вака ќе ви кажам, доколку Соединетите американски држави и ЦИА решат да ги тргнат ВМРО ДПМН, тоа ќе го направат за неколку минути или за една ноќ. Мислам во кој филм се стават и кое значење си го дават во ситуација кога во Сирија имаме крвава војна, кога имаме појава на исламска држава, кога имаме обезглавување на новинари и на други луѓе на Блискиот Исток, кога едноставно ние ја забораваме
Во Украина војната, каде што имаме голем број на загинати луѓе секојдневно. Се не зборуваме само за Америка, зборуваме за странски агентури. Генерално во овој момент на клучните интерес меѓународни фактори, вниманието е концентрирано таму каде што гинат луѓе. Во Македонија барем не се убиваме. Тие немат интерес. Тоа е навистина смешно оправдување дека некои странски служби имале интерес во Македонија. Се степаа, па ние не сме ни 2 милиона народ, ние сме како едно предградие на еден поголем европски град, па и азиски град. Знаете дека во Македонија според пописот има 2 милиона и 200 илјади, а реално во Македонија се прашувам дали има 1,5 милион граѓани. Сега барате да биде притворен премиерот Груевски, такво барање упативте до јавниот обвинител кој треба да издаде налог со образложение дека тој кој што во моментот се товари за тешки кривични дела и против него се води истражна постапка, може да влијае врз сведоци да ја напушти државата или да ги повтори делата, но колку може да се очекува од овој јавен обвинител, од Зврлевски, од јавното обвинителство сега да покренат една ваква? Би сакал да ми дадете можност да дополнам една работа. Во мојата изјава, која што тие вртат на Сител и на Канал 5 и на МРТ, а јас сум немоќен од пропаганден аспект да се одбрнам, бидејќи јас пишам само на Фејсбук, а верувам дека возрастните луѓе во Кочани не седат на Фејсбук. Сакам да укажам на една работа. Јас таму кажав дека овие, мислејќи притоа на Латас, на Никола Груевски, на Јанкуловска, на Миленко, дека се полоши од Дучека. И стоам на тоа тврдење. Латас, Миленко, Никола Груевски, Јанкуловска, Сашо Мијалко се полоши од Дучека. Зошто? Затоа што последните 9 години повеќе од 50 бранители се самоубија. Ја можам список да ви дадам со луѓето кои што се самоубија. 20 од нив ми беа мене другари, добри пријатели, активисти во достоинство. Стојанче од Кичево во очи бараше да му помогнам и тој и неговата сопруга да живеат во Штип, да работат во некоја конфекција. Не стигнав да му помогнам бидејќи се обеси. Понатака Гоце Тунтор од Куманово, кој што пред 5-6 месеци исто така се самоуби, се обеси. Значи, многу сум револтиран бидејќи блиски луѓе околу мене се убија токму поради очената состојба во која што се наоѓа македонското општество, а истите тие влечат трауми од таа 2001 година. Не се они целосно, да речем, силни, цврсти личности. На нив една дразба која што човек кој што не е травматизиран може да издржи, кај нив може да предизвика самоубиствени мисли. Од Дучека загинаа 60 и неколку бранители, околу 70 бранители вкупно. Од ВМРО ДПМН, од тесното раководство, се извинувам, не зборувам за целата партија, од оние стотина луѓе кои што на ниво на држава владеат со ВМРО ДПМН, загинаа, односно се самоубија повеќе од 50 бранители. Ако во 2001 година имавме стотина раселени, ние денес имаме стотици илјади иселени. ВМРО ДПМН во ова 9 годишно владење ги исели македонците. Кажете ми од Кочани, односно поточно Виница, мислам дека е позагрозена, или Блатец, пола село иселено во Италија. Од Виница на големо се селат луѓето. Ако продолжи ваков во наводници прекрасен живот виден из очите на ВМРО ДПМН, ние ќе останеме во Источна Македонија без население. Јас сега доаѓајќи навака по патот, тоа е дупка врз дупка. Филмот дека прават автопатишта, за кој што видовме провизија од 20-30 милиони евра, направиле неколку километра на едно рамно место кај што не треба ништо, само да се израмне, да се асфалтира, и тоа така и ќе остане, за жал. Затоа ние од МВР ги затворивме злосторниците офатени со хашките случаи, поголем дел од нив. Тие ги ослободија. Никола Груевски дозволи амнестија на оние кои што Бранко Црвенковски не сакаше да слушне да ги амнестира. Замислете, тие ги амнестираа лица кои што според меѓународното право не смееја да се амнестират. Командантите на УЧК, кои што ние ги поразивме во 2001 година, тие ги ставија министри. Отидоа до тому што лично Никола Груевски стави командант на УЧК Талат Джафери за министер за одбрана. Тоа е недопустливо. Затоа зборувам дека овие се полоши од УЧК. Во 2001 година ние без разлика на сите слабости ја одбранивме македонската територија. Ни една педа македонска земја не беше отцепена. Во 2013 кога беа локалните избори, заради ситни политички поени во договор со ДУИ, тие го продадоа, ја продадоа Струга и Кичево и уште неколку помали општини. Тоа е предавство за кое што ќе им суди историјата. А јас се надевам дека ќе бидат објавени разговорите како се договорат за трансфер на гласачи. Наместо да имаме македонци градоначалници во Струга и во Кичево, ние само поради таа лакомост за власт ги изгубивме овие две општини, но ние сега гледаме, тие не се лакоми само за власт, тие се лакоми за слобода, бидејќи знаат дека кога ќе ја изгубат власта, еден добар дел од нив ќе ја изгубат и слободата.
Понатаму, токму ова власт, која што се кажува патриотска, го стопираше нашиот референдум со 4 референдумски прашања, кои што ќе го значнеа Охридскиот рамковен договор. Ние како достоинство од секогаш зборуваме и вчера, односно некна на дебатата во ТВ Алсат со Зумбери, ја кажав дека ние се залагаме за постепено и етапно укинување на Охридскиот договор. Не преку ноќ, значи ние не сме идеалисти, ние не можеме преку ноќ да го укинеме тој договор. Но јас верувам дека ако се отвори една јавна дебата, дека Охридскиот договор може за неколку години целосно да биде надминат и повеќе да не зборуваме за таков неправеден договор, бидејќи оние клучни работи за албанците се имплементирани со закони, тука не можеме ништо да сменеме. Но јас сум многу иритиран кога албанец со 63 поени ќе се запише на војна академија, а македонец со 96 нема да се запише, затоа што некој албанец зошто да има повеќе привилегии. Јас се трудам Македонија да прерасне во вистинска граѓанска држава, каде што не е битно дали некој македонец, ром, албанец, србин, турчин и така натака. Сите сме ние граѓани на оваа земја, сите ја сакаме, и ромите, и турците, и србите, кои што се родени и живеат во Македонија, ја сакат земјата исто како нас, па каде ќе отидат тие да живеат? Затоа сметам нормално дека ние македонците сме носители, да речем, на државноста, бидејќи сепак Македонија е држава на македонскиот народ, но и на сите други кои што живеат. Треба да си подадеме рака, да не се гледаме со омраза. Мене не ми смета етничката припадност. И оно што го кажав и во дебатата на Алсат, ние тешко дека ќе се сакаме со албанците. Јас не зборувам дека ние треба да се сакаме. Доволно е да живееме заедно, бидејќи ние немаме избор. Ние мораме да живееме заедно. Што не значи дека после неколку години или после неколку децении тој живот нема сосема да се нормализира, кога и најнапалените и најусвитени албански глави ќе излезат од филмот за голема Албанија. И да се вратиме, почнавте да набројувате, не сакав да ве прекинам. Очигледно дека бранителите се разнебитени, барем вие велите дека 6 од нив се откажани. Јас морам да ве прекинам. Сите бранители, 99% еве да кажам, стоат цврсто зад мене. Зошто ви зборувам? Значи секојдневно имам комуникација по телефон, по Skype, преку Facebook со нив. Луѓето ми зборуваат: "Тере генерале, сите сме за тебе." Луѓе кои што досега се оградија се 5-6 луѓе, мислам дека се околу 6, од кои што не сакам да навредувам, тоа биле луѓе кои што биле во војната, но биле на споредни улоги. Верувам дека ниеден од нив нема ниту еден метар испукан. Кој е Горан Димовски? Горан Димовски беше дело достоинство, а и тој одбра да ги брани броите на ВМРО ДПМН наместо боите на бранителите. Тој е човек кој што го вработија, против кој што имаше 2 кривични пријави, еднаш избркан од армијата, еднаш од затворот во Охрид, каде што работел како чувар, и тој е човек кој што за тие лични интереси плука против мене. Дали вие ова здружение, како му го реков името, Бедем, сте го слушнале еднаш да одржи пресконференција да повика за некакви права на бранителите или да се огласи против албанскиот против великоалбанскиот екстремизам? Тие се појавуваат исклучиво за плукање против мене, едно време плукаа по Љубе пред да го затворат и ги слушнав еднаш плукаа по Зоран Заев. Тоа се дежурни плукачи кои што се кукавици, кои што немат срце. Јас од вашата емисија ги повикувам. Нека дојдат вака на дебата, нека седнат, нека ме погледнат во очи да разговараме, да и кажам јас во живо каде грешат и што тие всушност прават, бидејќи прават ненамерно голема штета. Нив ги злоупотребуваат овие режимските медиуми, Сител, Канал 5 ги вртат, иако тие ништо не значат на јавноста, кај дел од јавноста нивните изјави ќе поминат. Но ова се луѓе кои што со прст немат мрднато за македонските бранители и кои што читат од лист. Го видовте вчера оној Горан, чита, па се маче човекот да го прочита. А и како нема да се маче, тој не го напишал тоа. Тој вака да го викнете во емисија, јас мислам дека ќе се, да не кажам што ќе направи. Значи тој нема срце, нема храброст, тоа се кукавици, како да ви кажам. Таквите подбуцнувачи може да не воведат во нова војна, од која што овој пат ќе излеземе поразени. Сите ќе излеземе поразени, сите македонски граѓани, но затоа тука е генералот Ангелов благовремено да ги спречи. Генералот Ангелов, кој што собира поприлично помасовна подршка последните неколку пати пред јавниот сервис, но и вие укажавте на еден парадокс кога се водат вакви борби поврзан со македонскиот менталитет, на повикот да се излезе на мирен протест. Собравте над 1000 лајкови, а на протестот 200 души се појавија. Тоа е за првите неколку денови, потоа морам да ве коригирам дека ние на пример на двата големи собери саботни имавме повеќе од
првиот и вториот пат по повеќе од 1500 луѓе, неорганизирани, без носење со автобуси и комбиња, претежно од Скопје, верувам неголемиот дел од Скопје, кои што дојдоа само иницијативно на мојот повик. И за мене тоа е голем успех, инаку сите ние знаеме, ќе се согласите вие дека македонскиот народ е мирен народ, кроток народ, не ќе да кажам плашлив, бидејќи ние не сме плашливи, ние сме најхрабен народ во светот, ама сме кротки, питоми, додека некој не ни згазне на жулј. До тогаш сме навистина кротки и овие кои што име напаѓат на интернет, тие се мажишта само за тастатура. Кои ќе ме видат на улица бегат, се разбегуваат, знаете она како кој ќе иде некој големо куче, оние мали кутриња, лаат од страна, големото куче кој ќе се сврте на кај нив ги нема гитла. Што треба да се стори за да се ослободи Марата? Очигледно дека само со љубов, при тоа во никој случај не повикувам на насилство, многу тешко дека ќе се случи тоа. Ние завршивме, јас би рекол 51% од работата. Ние благодарение на нашата активност пред МРТ постигнавме ефект да сите граѓани во Македонија знаат. Сите граѓани во Македонија знаат дека нешто се случува со македонската радиотелевизија, знаат дека има бомби, дека има разговори кои што МРТ не сака да ги пушти, кај луѓето ја предизвикавме љубопитноста да ги слушнат бомбите на Алсат, на Телми, на 24 вести, се надевам и на вашата телевизија. Неодамна се сретнавте и со популарната амстердамска тројка. Дали тоа значи дека широко опозицијски ќе се действува или едноставно се најдовте на иста линија, а тоа е рушење на оваа саботниот протест на власт? Присутен беше лично Никола Димитров. Вчера има средба со Владимир Лазаревик. Тие дават поддршка на нашето движење и мислам дека ќе стана дел од нашето движење кое што го предводиме ние како достоинство. Тие меѓу другото се залагаат и за реформи во ВМРО. Апсолутно, но во овој момент нашето движење ви реков дека е надверско, надпартиско, надетничко. Значи јас објави во сабота дека ние сега ефективно работиме на терен на формирање на едно право граѓанско движење кое што нормално достоинство ќе биде предводник, но ние го правиме тоа на широка демократска основа. Досега ние добивме од повеќе пленуми поддршка, затоа и оној, така да кажам, назив на движењето го ставивме како граѓански пленум. Ние добивме од професорскиот пленум поддршка, од студентскиот пленум, од новинарскиот пленум, од повеќе здружени на граѓани, од независниот синдикат. Јас можам да кажам дека ние имаме широка општествена поддршка и токму тоа е она што ги плаши тесното раководство на ВМРО ДПМН и токму тоа е причината за жестоките пропагандни напади против мене. Што ги плаши? Народот дека ќе урне власта или можеби дека ова движење ќе премине во нешто многу посериозно? Ако претходно сметаа дека моите активности кои што ги покренав, како што вие рековте, со 5 или 10 луѓе, ако мислеа дека тоа ќе и нанесе штета и се пробуваат да ги осуетат, сега сватија дека тоа ќе и нанесе голема штета и дават максимум да не неутрализират. Но јас кажувам, граѓанското движење, граѓанскиот пленум нема да нанесе штета на ВМРО ДПМН, на тесното раководство. Ние ќе го уништиме тесното раководство, а половина од нив, благодарение на промените кои што ќе настапат по формирањето на техничката влада, половина од нив ќе завршат во затвор. Сега политички ќе го канализирате ли некако тоа действување? Не, значи ние ќе работиме, јас би рекол, како слободни стрелци. Јас сум претседател на достоинство, неформален лидер на македонските бранители, нешто што најмногу ги боле. Оти замислете го оној Горан Димовски да излезе да зборува во име на бранителите. Мислам, на бранителите ќе биде прилично непријатно да ги застапува човек со такви со така неугледен човек, збором неугледен од аспект на бранител, бидејќи не учествувано во војната или бил многу малку, не зборува за правата на бранителите. Значи, вие како ги доживувате овие негови низа квалификации во таа изјава за која што зборуват? Дека сте станале експонент на албанците из СДСМ кои уживаат во вашата недоветност, нестабилност и лакомост. Ваквата демонстрација на агресивност, вели тој, се доказ дека вие сте само еден исплашен човек на кого му треба друг вид на поддршка. Овде нема факти, видите, многу повеќе неосновани квалификации. Мојот адвокат во овој момент подготвува приватна тужба за клевета, на суд ќе се видиме со него. Но што е поважно, што и други ви го спорат. Не можете да се наречете генерал. Тој вели дека немате ниту човечки, ниту професионални капацитет, но многумина се обидува да ви ја одземат титулата. Значи, во овој момент генерал. Јас сум најлегитимиот граѓански генерал во Македонија. Мене и уметници, и глумци, и спортисти, и новинари, еве кои што доаѓаат во нашиот граѓански пленум и се обраќаат со генерале, но тоа е ирелевантно. Тие како сакат нека ме викат, јас пак ќе ги срушам. Мислам, буквално мене Јанко ме нарекува и Миленко Стојанка.
Замислете мажиштето Јанко, така еден расен македонски мажјак, како што јас на шега зборувам, кога би требало да остане само еден македонец, јас ќе предложам тоа да остане Јанко, за да продолжи македонската раса. Бидејќи Јанко е, стварно, он може мене да ме нарекува Стојанко. Мене ми е смешно, ја наискрено, може ќе ви биде чудно, воопшто не сум заснегнат, дури немам време да ги читам детално овие дисквалификации. Ова се глупости на било кој ваш гледач да прашате. Не верува на ваквите глупости. Прво, кој е тој човек кој што спорува на мене титула генерал? Но еве, му признавам, Горан, извини, јас од денес не сум генерал, на вистина, но ќе ве срушам. Значи, тоа е небитно. Да, напади стигнуваат од повеќе страни и колегата ваш од војната Тони Михајловски, Шанац. Види, сега ќе зборуваме озбилно или ќе се шегуваме? Од кај сега Тони колега од војната? Значи, вака, морам да ве коригирам, знам дека не е злонамерно прашањето. Тони Шанац не бил дел од бранителите, тој во лавовите дојде при крајот на војната, го искористи тоа за негов пиар, значи Тони Шанац не му учествувано во војната, но тој беше многу внимателен во дисквалификацијата кон мене, не беше навреда и тој не кажа нешто за кое што би го тужил и имам кон него респект, но внимавајте, Сакате да кажете Тони дека Михајловски бидејќи не учествувал во војната на тој начин, дека тој не е бранител, не знае која предизвикал војната, тој вели дека дека сега на што вели дека зашто вели дека жали сте на страната на оние кои ја предизвикале војната. Добро, видете, значи Тони е извореден човек, голем глумец кој што ќе остане запишан во македонската историја и го почитувам како глумец, е страшен, се восхитувам кога го гледам. Како шоумен е одличен, еден од најдобрите. Значи како колега пропаѓа прашањето. Не, за мене е навредливо да кажете дека Тони е мој колега. Значи, тоа тој го прави, одработува за режимот од практични причини, можат читателите да прочитат, вашите гледачи на интернет. Не е лош човек, притиснат и принуден да го прави ова. На Тони не му се лутам, нема да го тужам. А оној Горан кој што ништо не значи на јавноста, тој ќе одговора на суд. Генерале, што се случува со партијата Достоинство? Партијата никогаш не била посилна. Јас намерно се обидувам да ја држам во втор план, за да не биде дека ова граѓанска иницијатива ја користам или употребувам за јакнување на партијата, но секундарен ефект од сите овие активности се наглото зголемување на членството на Достоинство. Ние на вистина имаме наплив од нови членови, но сме внимателни. Ние не зачленуваме секого, може ќе ви биде чудно. Многу пати викам прво да се видиме, да ве видиме кои сте. Јас не сакам да имам 100.000 членови. Љубе Бошковски во 2011 година се фалеше дека има 100.000 членови, освои 17.000 гласови. Видовме какви били изборите, таа не е реална бројка, но ние како Достоинство ни оддалеку немаме толку многу членови. За нас членството значи припадност, идентификација со достоинство. Ако некој се идентификува со достоинство како организација, како политичка партија, тогаш е добре дојден. И ние не вработуваме, на никому нема да му ветеме, дека ќе го вработиме. Дали реализирате некакви партиски активности во момент? Па видете, се што ние работиме како движење е воедно и цели на партијата. Значи јас во моите јавни настапи пред овие да бидат, ние се залагаме за укинување на Охридскиот мировен договор. Ние се залагаме за одговорност на злосторниците офатени со хашките случаеви. Ние се залагаме за поништување на законот за територијална организација и враќање на Струга и Кичево во нивните вистински граници, каде што ќе имаме македонски градоначалници и ќе го стопираме иселувањето на македонците од овие општини. Ние понатаму се залагаме командантите од Дучека да не може да бидат министри на во ниеден ресор. Добро, тврдите ли дека со заеднички кандидат во овие општини на СДСМ и на ВМРО може македонец да биде? Апсолутно, да, и таков договор имаше. Во Струга за Кичево не сум сигурен, но имаше подадена рака од страна на Бранко Црвенковски токму за ваква етничка коалиција. Тоа се држеше како строго доверливо, го знам бидејќи бев дел од таа коалиција. ВМРО ДПМН не ги интересира Македонија. Се извинувам, тесното раководство на ВМРО ДПМН ги интересира, тоа е патолошка лакомост за пари. Ние слушаме за до сега слушнавме за 50-60 милиони украдени евра. Што ќе прават на тие пари? Ја навистина не знам тоа, која е таа потреба. Тие реално да ги фрлат вака од авион не може да ги потрошат. Знаете колку е 50 милиони да ги наредете во кутии 50 милиони евра? Украдени пари. Тие можат да глумат дека не ги зеле. Ние слушнавме дека Никола Груевски купи за багателна цена плацови на Водно. Плацовите ги купи некоја фирма од оние Белизи или кај беа оние рајски острови. А го слушнавме Груевски по која цена ќе ги продаде. Значи, слушнавме како неговиот бодигард Турко го вози со комбе. Премиерот на државата качен во комбе, бара плацови на Водно. Не знам, јас, за мене тоа е нездраво.
Не сакам да навредувам, но навистина премиер на една држава да се јаве кај министерот за транспорт и да праша колку стубови бутнавте од зградата на Фијат Сановски. Тоа е, не знам, тоа е патолошки за мене, бидејќи во РТВ да кажем и дека, иако не можам да го оправдам, дал наредба да се сруши од политички причини. Тој го интересираше со кој метод ќе го рушат, дали со булдозер, ја не ги ни разбрав тие методи. Па Миле му објаснуваше, па човекот кој што требало да руше имал совест, не сакал излегол од машината, па нашле други. Најинтересно од се ми беше кога му се јавува Груевски и му кажува, слушај ми се јави од меѓународната заедница, се бунат зошто само Фијат сме го срушиле, дека е од политичка освета, дај видите уште некој објект срушите, да го замаскираме, али да идеме директно со динамит, да не губиме време. Ова е болно, бе, луѓе. Ја не знам што треба повеќе за овој народ да се крене. Ја навистина. Што е според вас најлично најстрашно од она што го слушнавме од аудио снимките? Нема најстрашно. Јас сум згрозен, се е страшно. Се е страшно. Прво криминалот, видете го. Ние трпеме за леп. Јас имам потекло од Кочанско Кучичино, татко ми од Кучичино. Овде луѓето се гладни, земат 150-200 евра во конфекциите, во Кочани, во Виница, во Берово, Делчево, земат 200 евра, ама некој вика дека земали 9000, а некаде зборува дека и помалку 9000 земат жените. Замислете, Никола Груевски со една сделка украл 25 милиона евра. Замислете 25 милиона евра да ги подели во Источна Македонија, да рече ќе ги помогнеме конфекциите, пак има за сите по неколку илјади евра. Тоа се огромни суми на пари. Она што сега ми текна за Тоше Проевски, колку е тоа сурово, нечовечки. Заради гласови, заради 50 гласови, нашата икона Тоше Проевски, најголемиот амбасадор, би рекол, на Балканот, во Европа и во светот, Тоше Проевски, на полето на музиката, го згазија ликот и делото на Тоше Проевски, сеќавањата на Тоше. Тоше Проевски се превртува во гроб. Нема мир дури на оној свет од нив. Но и сите други злосторства. Јас не можам да се помирам дека на Љубе Бошковски некој му ставил пиштол в уста и тој кажувам дека ќе одговора. Ако не е застарено делото и тој ќе леже затвор. Бидејќи вие цивил кој што нема оружје да го совладате, нема потреба да го легнувате на земја ако го апсете. Доволно е да го врзат со лисици, ако и тоа е непотребно. Па Љубе не е Брусли, нема да ги затепа. Доволно е да го врзат, еве ако веќе толку е мерак да врзуват и да го однесат кај што треба. Легнувањето на земја, бутањето пиштол во уста, тоа е животинско изживување. Па Господ ќе ги казне на другиот свет ако ние не да рече, ако се веродостојни снимките, да се избегне таа сцена кога Пуки му ставил пиштол. Значи ние слушнавме со своји уши во уста. А да не зборувам за убиството на Мартин Протугер, како се однесуваат, као убиле некое дете, добро, тоа остави го за понатаму. Дете, младо момче. Како прогнозирате дека ќе се разреши конечно оваа политичка криза? ВМРО ДПМН постои голема можност од внатре да се прочисти. Во ВМРО ДПМН има прекрасни луѓе. Патриоти, еден куп, ги знам лично, многу луѓе во ВМРО ДПМН знам, бидејќи сум бил на времето член и активист на ВМРО ДПМН, кога мислевме дека следниот конгрес ќе го правиме во Солун и кога сунувавме за обединета Македонија. Кога бевме во ВМРО не за да се вработиме и не за да убиеме покачување на плата, туку кога бевме од чисти патриотски причини. Мислам дека има доволно енергија во ВМРО ДПМН на конгресот во, мислам, почетокот на мај или во април во Куманово, мислам да, во април, дека самите ќе се изберат нов председател. Иако Никола Груевски има голема контрола, не е апсолутна врз делегатите, тоа е најдобрата опција. Но во секој случај, мислам дека граѓаните ќе се кренат. Доволно е 50.000 луѓе да излезат на улици и тие сами ќе се. Е апсолутна контрола, видовме што се случува на овие собири во Штип, Битола и претходно во Скопје. Чинам дека и нема му истечен мандатот. На него му истечен мандатот веќе еден месец. Да. Видовме влечење на сила на луѓе. Во Штип немаше штипјани, во Битола немаше битолчани. Знаете дека интересно ми е тоа што во Штип имаше луѓе од Западна Македонија. Тоа првпат се случува. Не од Берово, не од Делчево, од Западна Македонија, од Демир Хисар, од Битола, луѓе кои што јас ги познавам и за кои што ми кажаа дека биле таму. И можеме да ги видиме на крај на криштата на камера. Колку за информација да и се разјасни на гледачите. На еден таков собир Никола Груевски оде со сопругата, министрите одат со сопруги, сопрузи обично, сите имат обезбедување, нивни пријатели. Тоа е една свитак повеќе од 100 луѓе кои што нормално е да оди секаде. А таа сала собира 400-500, еве нека и 600 луѓе. Значи тие половина од бројката ја пополнуваат со оние клучните луѓе од владата, од министерствата. Ако на тоа додадеме од Демир Хисар биле 25 луѓе,
со 5 коли, од Битола исто така биле, мислам дека ми рекол дека околу 7 возила, за да нема автобуси, но кажете ми што е со автобусите кои што беа сликани. Во Скопје автобусите може да ги скријат, во Штип не може, целиот Еридиште или во Кочани, кај ќе ги скријат автобусите. И мислам дека ќе ги прекинат они овие движења, овие како ги нарекуваат мини митинзи, бидејќи тој го гледа без откај луѓето. Бидејќи јас тврдам, денес ако некој го бране Груевски, како прво е неинформиран и не знае. Како второ, ако знае, или е глуп, или е ненормален, или е корумпиран. Не можете вие да го слушате вашиот премиер или вашиот лидер, ако е член на ВМРО ДПМН, како зборува за криминал од 20 милиони евра и да го правдате па и СДС крадеа. Ама ако до СДС ќе го даде името. Кој тоа вика? Дајте прво ние да видиме ако има криминал да ги изведеме пред лицето на правдата, па за потоа ќе видиме. За завршницата на политичката криза зборував. Па првата можност е ВМРО ДПМН да го исфрли Никола Груевски, тоа се случи во Хрватска. Санадер знаете дека е затворена од многовата политичка партија и се надевам на такво сценарио. И она што досега го гледам на терен има големи шанси бидејќи кај делегатите се обични луѓе. Тие од Кочани да кажем ќе имат 5-6 делегати. Тие не треба на нив да цртаме сите од љубопитство и слушале неколку бомби. И таму е јасно, вие не можете да изборувате дека тоа се монтирани разговори, плюс тие сами се зафркнаа бидејќи се во паника. Сашо Мијалков вчера призна дека разговорите не биле монтирани. Зборувале за како беше за донација. Мислам тоа е такво наивно образложение и сега тој ќе тужил. Поднесе тужба, да. Па верете нека поднесе. Јас нели судот ќе ја каже вистината, ама не овој суд. Ќе ја каже оној суд кој што ќе биде предводен од вистински судии. Ние, колку за информации надвор од темата, имаме председател на Републички судски совет. Човек кој што еден дел не бил судија. Ние имаме судики кои што се ставани затоа што правеле, како сега се има 300 нели нагаѓања, зошто станале судики, биле блиски и ќе бидат должни, благодарни до крајот на животот. Да. Не знам на кој начин таа благодарност ќе изразат. Значи, така ја гледам разрешницата, а втората верзија, доколку самите ВМРО-вци подклекнат, јас се надевам дека ВМРО ќе собере сили да го исфрли страното тело од себе. Овие се страно тело. Никола Груевски не е ВМРО-вец, ние тоа го зборуваме 5, 7, 8 години. И тоа сите го знаат. Втората варијанта е народ, да се случи народ во вистинска смисла, да се собереме 100.000 без насилство. Нема потреба ние да влегуваме влада и собрание. Кој ќе излеземе 100.000 и ќе кажеме не сакаме да владеете. Аргументот 500.000 дека ги изгласал и тие имале право, па 500.000 право не ги изгласале. Ние слушнавме како се фалсификувани 100.000 гласови. Носеле македонци од Преспа да гласат во Македонија. Нешто што ми остави многу интересен впечаток. За 100 и кустур гласачи тие ангажирале 3 авиона кои што ги плати Минчо 100-120.000 евра. За 100 гласачи, пази, ние имав 1000 евра кампања, а тие 120.000 евра за 100 гласачи. Замислете вие кој тоа е лудило. Тие се навистина морам да ја честитам на прецизноста. Тие ако можат 2 гласа во некој ромско мало да ги извадат плюс и да имат и 500.000, ќе викат дај ги и 500.000 и 2 гласа нека бидат. Значи, прво, нема тие 500.000 гласови. Второ, нека не заборава дека СДСМ, Достоинство, ВМРО, НП и другите партии кои што настапија на последните парламентарни избори, исто така имат една бројка која што не е за занемарување, може да е 400.000. И сега кој вика дека дал овие, пак ќе повторам, не 500.000. Ние не можеме да кажеме колку. Ја мислам дека реалната бројка на ВМРО ДПМН на последните парламентарни избори, вклучително и на председателските, околу 300.000. Сето друго украдено и присилено. Не верувам дека имате еден глас повеќе од 300.000, бидејќи на терен постоеше такво незадоволство, кого да прашате, сите, ајде да кажам, пцујат, се нервират, викат, види што прават овие, го ставиат Талат Джафери за министер за одбрана, дозволија во Радуша да се направи споменик на Адем Јашари, командант на Косовската УЧК, дозволија во Тетово да биде одликуван Рамуш Харадинај, командантот на УЧК. ВМРО ДПМН не дозволи, со тоа му направи услуга на Тачи, ама видовме зошто, дека Тачи до смрт му е верен на Сашо Мијалков. Видете они како се испреплетени меѓу себе. Дозволија во Скопје улици да бидат именувани по имиња на балисти, во Гостивар и во Кичево. Дозволија споменици на учки да имаме на секој ќош. Во Скопје имаме ние музеј на УЧК во центарот на градот, кај Пласничарската улица. И луѓето го гледаат тој и се револтирани, овие пак победуваат. И ние се чудевме како. Што ќе правите кога ќе додете на вас, ќе ги рушите? 300.000 гласови ВМРО вие на последните избори чинело околу 30.000.
Не ние. Јас сега зборам за целокупната опозиција. За достоинство зборува. Достоинство ние имавме помалку околу 10.000, 9.000. Околу 10. Но тие се нереални, ние имаме информации дека имаме многу повеќе гласови, многу гласачки ливчиња кои што беа прогласени за неважешки беше заокружено достоинство. Јас слободно можам да кажам дека барем уште толку гласови, тоа е највулгарно. Со оној принцип на прстен, ќе шарне. Кој гласач ќе отиде да гласа и ќе заокружи две бројчиња. Ние немаме неписмени луѓе, денес е 21 век. Може некој да не знае да работи на компјутер, но човек да не знае да чита и да не знае дека треба да заокружи една опција, тоа е невозможно. Ако некој е револтиран, ќе допише нешто на ливчето, нема да заокружи две. Мислам, огромна е бројката, видете бројката на неважечки ливчиња, кој што е огромна и несразмерна. Поентата ми беше ќе излезете доколку се гарантираат фери демократски избори. Ќе излезете ли на уште една изборна трка? Значи, морам да го потврдам, ние целосно даваме поддршка на ставот на СДСМ. На избори ќе излеземе тогаш кога во Македонија ќе функционира техничка влада минимум 6 месеци, иако според мене е оптимално една година. Сега ова ќе бидат повторно кланица. Тие сега се исплашени за нивната слобода. Сега влогот е качен, тие нема да изгубат власта. Ќе изгубат слободата. Никола Груевски оде во затвор, тоа треба на сите да биде јасно. Тој нема начин освен да го смени идентитетот и да побегне. Спрема она што ние го слушнавме до сега. Тој е сторител на злосторничко здружување. Значи тој се јавува, ги подведува луѓето, ги тера да направат кривично дело, крадат, земат огромни суми на мито и корупција. Значи имаме злосторничко здружување, имаме злоупотреба на службена должност, имаме фалсификување на изборите и низа кривични дела поврзани со изборите. Тоа е доволно за долгогодишна казна затвор. Да. И јас затоа побарав да се најде еден храбар јавен обвинител да покрене постапка за притварање на Никола Груевски. Па ние гледавме црнинарници за 100 евра. Докич докторот е затворен за 300 или за 500 евра. Друг доктор затворен Ставрич за 500 евра или 1000 евра. Ако нив ги затворат за 500 евра, за 20 милиони што треба да се направи? Треба да го заковат во кафа со синџири. Падна одлуката на апелација. Па падна, ама не е само за него. Видете, ние имаме, како беше Георги Тренковски и тој беше уапсен. Знаете дека него го исто така ослободија, а човекот го апсе едно време со специјалци, со камери, заврши во притвор. Па што е Груевски повеќе од нас? Ние граѓаните додека, јас затоа апелирам до граѓаните, ние го даваме легитимитетот. И јас, вие и оние кои што сега не гледат, ние викаме ти ќе не водеш нас. Еден мора да ја води државата, но ние го земаме легитимитетот. Во овој момент Никола Груевски нема никаква поддршка од граѓаните. Јас не верувам, прашите, нека дојдат во Кочани да видите дали ќе собере од Кочани 100 луѓе на неговиот митинг. Да, за месец-два ќе видиме дали ќе се остварат овие прогнози и предвидувања. Да. Генерале, благодарам за гостувањето во Версус. Благодарам за поканата, се надевам дека ќе се видиме во една подемократска и порелаксирана атмосфера и ќе зборуваме за побави работи. Версус со Горан Лалов.